Времето на книгата, како што книжевноста се менувале многу технологии, нели? Да. Од устното пренесување, па доаѓаме до читање на книгите од екрани. Аз многу читам книги од екрани. Тоа покажува дека секако книжевноста и потребата за уметност на човекот ќе остане секогаш актуелна. Создавањето убавина. Или бидувањето со убавината, или рецепцијата на убавината кога читаме, кога слушаме добра музика, кога одиме на добри изложби, гледаме добри филмови и така натаму, тоа секако му дава дополнителна вредност на нашиот живот. А тоа воопшто не е малку, особено во тешки времиња. Така што мислам дека тоа може да се толкува на многу начини. Убавината ќе го спаси светот. Нели, ако се става во различни контексти, секако треба да го видиме и во матичниот контекст на литературното дело, зошто е тоа таму кажано. Некогаш вадењето на цитатите знае да биде малку незгодно, но во суштина мислам дека е тоа една многу благородна идеја. Мислам дека тука може да зборуваме, да се вратиме уште во антиката за спојот на доброто и убавото, дека во секој човек има капацитет и потреба за убавина во природата, убавина во животот, убавина пред се во уметноста, и дека тоа во крајна линија не прави луѓе и